Здраво, дечки! Како сте? Јас сум Нина, ова е Баже, а ова е нашиот мал театар. Театар на сенки. Дали вие досега имате гледано представа со театар на сенки? Тие што не гледале сега ќе можат да гледаат. Ние за вас оваа вечер спремивме две представи. Авторски наши, според наши приказни. Едната се вика Заробената љубов, а другата Девојчето со дрвото во портокаловото кралство. Ќе почнеме со Заробената љубов, која ќе трае 16 на минути и после одиме со другата која трае 20 на минути. Може? Дали сте спремни? Не слушам. Океј. Знаете додека се гледа представа треба да биде? Океј. Да почнеме? Така е. Така е. Ајде, уживајте во представата. Еднаш, многу одамна, во една далечна земја, во едно кралство, во еден голем замок, си живееше еден принц. Принцот можеше да има се што ќе посака, но беше многу осамен и тажен. Се што сакаше е да биде среќен и да ја запознае својата љубов, но никако да ја најде. Ништо не го радуваше. Ни сонцето, ниту месечината. Еден ден, тажниот принц, гледајќи замислено низ прозорот, забележа една необична птица. Во клунчето носеше некаква завиткана порака. Птицата слета на неговиот прозорец. Еј, што е ова? Се зачуди принцот, ја зема пораката и ја отвори и почна да чита. Помош! Јас сум заробената принцеза. Затворена сум во високата кула, на еден осамен остров, преку 4 планини, 3 ридови, во големото море, на островот што го чува страшното чудовиште. Ако некој ја виде пораката, ве молам, спасете ме! Принцот се сепна. Некако живна и храбро и радосно извика. Ете ја, таа е мојата принцеза, мојата заробена љубов. Јас ќе ја ослободам. Принцот веднаш се впушти во авантурата и тргна на својата мисија. Но патот беше долг и непознат. А принцот беше сосема сам. Планините беа високи, со густа и страшна шума, со секакви животни и огромни дрвја. Веќе се стемнуваше и стануваше страшно и мрачно. Принцот веќе беше изморен и сакаше да се одмори. Одеднаш слушна некакви чудни звуци. Нешто како дишење. Овде има некој. Си помисли принцот. Дишењето беше тешко и страшно и не личеше на човечко. Принцот, не сакајќи,
нагазна на една гранка. Гранката се скрши и од под дрвото се разбуди големиот, страшен змеј. Кој ме разбуди? Кој ми го уништи сонот? Рече гневниот змеј. Извини, змеју, не сакав. Тивко му рече принцот. Ова е моја шума и сите живи суштества знаат дека кога спијам, никој не смее да ме буди. Змејот уште повеќе се налути. Извини, змеју, не мислев лошо, не сакав. Јас сакав само да одморам. Ме чека долг пат. Одам да ја спасам принцезата која е заробена во високата кула на островот на чудовиштето. И сум сосема сам. Ти не се плашиш дури ни од мене штом вака зборуваш. Поради една принцеза? Велиш дека си тргнал сосема сам? Не си ти сам. Со тебе е храброста твоја. Вакава храброст досега немам видено. Змејот се разнежни и се замисли. Што ме така? Ке ти помогнам да не се изгубиш во планините. Ке те однесам на крајот на 4-та планина. Понатаму не можам. Ке се вратам да се доспијам и да си досонувам. Ти благодарам, змеју. Воздивна принцот. Се качи на змејот. Тој ги расшири своите крилја, своите огромни крилја. И летајќи направи ветер. Го однесе на крајот на 4-та планина. Се сврте и си замина назад. Сега ми остануваат уште овие 3 ритчиња. И позади нив е мојата принцеза. Принцот го продолжи своето патување. Го искачи првиот рид, го искачи вториот рид и на третиот рид беше толку изморен, седна на еден голем камен да се одмори. Станувај од каменот! Принцот скокна од под каменот и виде една змија. Извини, не знаев дека каменот е твој. Конечно жива душа во оваа пустелја. Те молам, помогни ми, тргни ми го каменот, се заглавив, ми тежи. Веднаш. Тогаш принцот го крена каменот и змијата излезе. Конечно, под овој камен бев заглавена со години. Многу ти благодарам. Кој си ти? Јас сум принцот и одам да ја спасам принцезата која е заробена во високата кула на островот на чудовиштето. И сум сосема сам. Сам? Зарем не гледаш? Со тебе е твојата добрина. Ти си многу добар принц. Како благодарност за оваа добрина што ме спаси од под каменот, што можам да сторам за тебе? Ги поминав планините и ридовите. Треба да стигнам до морето. Но
Тоа е големо и длабоко. Не можам да го препливам. Ми треба некаков брод. Преку оваа долина, во големиот залив, ќе го најдеш напуштеното пристаниште. Там ќе го најдеш твојот брод. Принцот се заблагодари и го продолжи своето патување. Се спушти по долината и на заливот го најде напуштеното пристаниште. Се качи на еден брод и заплови по морето. Морето беше мирно. Но принцот не го знаеше патот. Никако не можеше да го најде островот на чудовиштето. Пловеше долго. Тогаш во водата здогледа рибка. Што мака те натерала среде море, принцу? Го запрашала рибката. За твоја среќа, јас сум златната рибка и може би можам да ти помогнам. Да ти исполнам една желба. Го барам островот на чудовиштето. Таму е заробена мојата принцеза. Одам да ја спасам, но не го знам патот. Јас сум сосема сам. Те молам, покажи ми го правецот. Па секако, тоа е лесно. Велиш, си тргнал сосема сам? На таков долг пат? Кај страшното чудовиште? Па ти не си сам. Со тебе е твојата љубов. Зарем не гледаш? Тогаш рибата скокна во вода и пливаше во правецот на островот, а принцот со бродот ја следеше. Така принцот по долгиот пат стигна на островот на чудовиштето. Само што се симна од бродот, пред него се појави страшното чудовиште. Кој си ти и што бараш тука? Јас сум принцот и дојдов да ја ослободам мојата принцеза. Одовде никој не поминува. Довде никој не стигнал. Сите што стигнале, веќе ги нема. Но ти можеш да поминеш и да влезеш во кулата, само ако ја одгатнеш оваа загадка. Што е тоа? Што наутро оди на 4 нозе, дење на 2 нозе, а ноќе на 3 нозе. Ако ја одгатнеш, ќе те пуштам внатре да си ја спасиш принцезата. Принцот се замислил. Мислел и на крај му текнало. Знам, тоа е човекот. Да, кога е бебе, оди на 4 нозе. Кога е млад на 2, а кога е старец на 3 нозе, со бастун. Извикал принцот. Тогаш страшното чудовиште се налути и гневно му рече: Добро, ја погоди загадката.
Влези сега. Ослободи си ја принцезата. И одете си да не ве гледам. Принцот се качи во кулата и таму ја здогледа најубавата принцеза што некогаш ја видел. Принцезата скокнала и се израдувала кога го видела принцот. Конечно, некој ме спаси. Толку сум среќна. Ме спаси мојот принц. Ми се оствари сонот. Тогаш принцот ја раскажа приказната за неговото патување. За змејот, за змијата, за рибата и за чудовиштето. Мил мој принцу, вистина, ти не си бил сам. Со тебе биле храброста, добрината, љубовта и мудроста. Ајде да си одиме од овде. И рече принцот. И по истиот пат се вратија дома, во замокот на принцот, каде си живееја долго и среќно до крајот на животот. Дечки, се надевам ви се допадна представата. Да? Не беше страшно? Не беше страшно? Добро, сега ќе ве замолам за малку трпение да се наместиме за следната представа, да си ги наместиме фигурите. Може? Останете таму каде што сте. Може да почнеме? Да слушам? Добро. Сега ќе ја изиграме Девојчето со дрвото во Портокаловото кралство. Сега ќе видите што ќе се случува. Спремни? Да! Ајде, може. Шт.
смејани, задоволни и безгришни. Во нивното кралство се пиеше портокалово вино и се јадеше портокалов леб. Мажите во кралството, покрај тоа што имаа свои занаети, беа и војници и мораа да му служат и да го бранат кралот. Жените пак беа готвачки и ги правеа највкусните портокалови јадења. Во портокаловото кралство сите зборуваа и пишуваа на портокалов јазик. Тие друг јазик и не знаеја. Портокаловите луѓе си имаа своји обичаи и веселби. Секоја недела, во чест на портокаловиот крал, приредуваа фестивали, игранки и гозби. Тој ден, кралот од портокаловиот замок, кој се наоѓаше на највисоката портокалова планина, ќе се симнеше во кралството меѓу луѓето и ќе јадеше, ќе пиеше и ќе гледаше што имаат да покажат. Тогаш, еден по еден, секој според својата струка и занает, ќе дојдеше пред кралот и ќе покажеше што изработил за таа недела. Готвачи, занаетчи, музичари, писатели, сликари, учители, пекари, лекари, актери, сите во колона чекаа да го видат кралот. На крај, кралот на сите им даваше по една портокалова паричка и го испраќаа со аплаузи и поклонувања. Секе беше нормално и вообичаено во портокаловото кралство и секе врвеше во вообичаениот ред, додека еден таков нормален ден во портокаловото кралство не се случи чудо. Тој ден во портокаловото кралство се случи една необична случка. Како што си стоеја луѓето во колона со своите изработени дела и како што чекаа да бидат презентирани кај портокаловиот крал, почнаа да шушкаат и да шепотат, да се вртат лево, десно и да покажуваат со прст кон едно девојче во колоната. Одеднаш, колоната се растури, сите се растрчаа на страна и направија круг. Во средината на кругот стоеше девојче. Таа беше облечена во бел фустан и во рацете држеше нешто чудно. Нешто што досега го немаа видено луѓето во портокаловото кралство. Најпрви, тие се исплашија од девојчето. И тоа за нив беше сосема ново чувство, непознато и чудно. Само со сигурно знаеја дека не сакаат да и се доближат и дека треба да стојат подалеку. Почнаа да се прашуваат да не е од некое друго непознато кралство, да не е од некоја друга непозната планета. И што точно сака од нив?
Зошто дојде? Како прво, се чудеа од каде е таа чудна, непозната боја во која беше облечена и зошто не е облечена во бојата во која се облечени и тие, сите луѓе во Портокаловото кралство, и зошто тоа ги плаши. Целата таа случка ја виде и Портокаловиот крал и стана од столот. Тогаш луѓето замолчија. Настана таква тишина, што се слушнаа само чекорите на кралот, кој тргна одблиску да ја види чудната појава. Ти дали си од моето Портокалово кралство? Да? Штом си од тука, зошто си облечена во таа друга, непозната, чудна боја, несвојствена за нашето кралство? Од каде ти е таа чудна облека? Сама си ја направив. А што е тоа чудно нешто што го држиш во рацете? Тоа е моето дрво. Тоа е што? Дрво! Сакав да го засадам овде, пред вас. Сите молчеа. На нивните лица се гледаше збунетост и нетрпение. Тие никогаш во животот не беа виделе дрво. Не знаеа дека тој збор постои. Не знаеа што значи, како изгледа, зашто служи, што се прави со него. Не знаеа ни од каде е и зошто и треба. Не знаеше ни кралот. Тој само се смршти, долго зјапаше во девојчето, па во дрвото, и не знаеше што да ја одговори. Сите молчеа. Одеднаш, Портокаловиот крал почна да се смее. Почна да се смее толку гласно, толку многу, што почна да се витка за стомакот и падна на земја. Преташе со нозете и се смееше. Портокаловите луѓе не разбираа што се случува. Но кралот се смееше толку сладко и заразно, што сите почнаа да се смеат со него. Целото кралство се смееше. Се препелкаа по земјата. Удираа со тупаниците по земја. Им течеа солзи и не можеа да престанат да се смеат. Девојчето, што стоеше на средината од кругот, со дрвото во раце, не разбираше зошто и како настана целата оваа хистерија. Таа не се смееше. Го стискаше цврсто дрвцето и чекаше да престанат. Но тие не престанаа. Се смееја без престан, по цели денови и ноќи. Заборавија на нивната работа и ги оставија нивните обврски и домови, а кралот не замина да кралствува во својот замок. Сите останаа на истите места и се смееја без престан.
Девојчето свати дека неа веќе никој неа не забележува. Тогаш се наведна, направи дупка во земјата и го засади дрвото. Ја затрупа дупката, му стави вода, седна до него и чекаше да порасне. Како што проаѓаа деновите, додека портокаловите луѓе и портокаловиот крал се уште беа во својот транс и се смееја, дрвцето почна да расте. Додека беше уште мало, девојчето се искачи по стеблото. Дрвото растеше секој ден. Растеше стеблото, стана дебело и високо. Гранките му беа огромни и густи. Пораснаа големи зелени листови. Израсна толку големо, што од земјата на портокаловото кралство врвот веќе не му се гледаше. И уште растеше. И уште растеше и се појавија плодови, убави сочни црвени јаболки. Девојчето си седеше на гранките. Високо над кралството, над облаците. И од тука можеше да ги види по големите и по малите звезди и сонцето. Тогаш едно јаболко се откачи од гранката и падна. Паѓаше 3 дена и 3 ноќи. Оти дрвото веќе беше превисоко. И кога стигна до кралството, падна точно врз главата на портокаловиот крал. Тогаш кралот престана да се смее. Наеднаш престанаа да се смеат и портокаловите луѓе. Сите беа збунети и имаа чувство како да се будат од некој сон што траел многу долго. Кралот стана од земјата. Се истресе од правта и не знаејќи што да направи и што да каже, се сврте и си замина во својот портокалов замок. Тоа го направија и портокаловите луѓе. Сите си заминаа во своите домови. Никој не го виде дрвото што беше израснало толку големо и високо, што немаше крај. Никој не се запраша од каде е и што прави таму. Сите само збунето побрзаа да си заминат дома. Како посрамени, поради непозната причина. Со чудно, непознато и непријатно чувство. Таа ноќ во портокаловото кралство беше потивко од било кога. Во своите одаи, портокаловиот крал долго размислуваше за тоа што му се случи. На крај, одлучи да заборави. Одлучи
да се преправа како ништо да не се случило. Да си живее нормално и среќно да си кралствува, како и досега. Тоа го направија и луѓето. Утредента, сите си продолжија со вообичаениот нормален живот. Продолжија да си ја работат работата, секој според својата струка и занает. Повторно беа среќни, насмејани и безгрижни. Но овој пат, како со некоја тајна, како да имаше нешто што сите го знаеја, но едногласно и едноставно одлучија да не зборуваат за тоа. Така и се однесуваа. Секој ден проаѓаа покрај огромното дрво, но не го гледаа, не го допираа, не зборуваа за него, како да не постои. Продолжија да си живеат како и досега, како никогаш ништо да не се има случајно. Ви благодариме, дечки. Се надевам ви се допаднаа представите. Ви благодариме многу, имајте убава вечер. Чао!